Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Стефан Крстевски, а вие гледате Fame Code. Добро вечер уште еднаш од мене. Пред се сакам да ви се заблагодарам што не поддржувате и ни следите на нашите социјални мрежи. Во мојата емисија Fame Code ќе зборуваме за мода, култура, уметност, се разбира и шоу бизнес, а мојот вечерашен гостин е еден уметник пред се, психолог по образование и струка, а во слободно време, мада и претежно, автор. Вечерва со нас Јован Илиевски. Јован, пред се ти посакам добре дојде, кажи ми како си вечерва? Одлично сум, Стефан, фала ти на поканата пред се и многу ми е мило што сум овде со тебе и што ќе го имаме ова заедно. Да. А само што се врати од патување во Истанбул, кажи ми како си помина, дали имаш некои нови впечатоци? Совршено. Јас во Истанбул сум по не знам кој пат искрено и мене Истанбул ми е дома, баш ми е дома и таму одам најчесто за да се регенерирам на мој начин, за да се вратам на себе, како што некогаш знам да кажам, за да се видам себе поинаку. Така што да, нели, имаше нови атракции, нови места, посетував, нели, гледав, нели, историски ресторани и така натака, меѓутоа пред се таму одам барем еднаш во годината за да се регенерирам и баш ми е пријатно. Што најмногу те привлекува кон тој град? Дали има некоја посебна приказна? Не знам, искрено уште кога бев првиот пат сватив дека тоа е местото за мене. Иако и пред тоа имам позадина на тоа што обожавам ориентален свет. Обожавам Близок Исток, обожавам се што е поразлично од нашето, од христијанското, едноставно тоа е тоа. Дали може некогаш во иднина да очекуваме да се преселиш таму и тоа ти биде твојот примерен дом? Тоа ми е животна жилба, така што очекувајте. Очекувајте. Да, апсолутно. Јован, дали може сега малку да се навратиме на почетоците кон твоето детство? Дали може ни откриеш какво детство имаше ти? Дали ти беше лесно, дали ти беше убаво? Дали има некои посебни моменти што ги паметиш од твоето детство? Јас сум пораснат доста традиционално и конзервативно. Јас сум единец, дете на постари родители. И уште од малечак сум покажувал некакви афинитети кон пишување, кон уметност. Всушност кон било каква уметност, мислам, не е нешто спорно. И сум пеел, и сум свирел, и сум цртал, например. Меѓутоа, за пишувањето најмногу се залепив во текот на животот, а инаку имав прилично среќно детство. Многу среќно детство и искрено моите, нели, родители се заслужни за тоа. Иако, нели, сум живеел во традиционална средина, а јас не сум толку, нели, конзервативен тип, сепак имам излечено многу животни вредности кои што, нели, денес си ги влечам со себе. Дали има некои клучни моменти што ќе ги паметиш од детството до крајот на твојот живот? Што можеш да ги на среќни мирови? Па, ако има среќни, ако има некои можеби несреќни. Па не би знаел нешто посебно да издвојам сега, затоа што многу ме фати неспремен, ама еве се сеќавам на пример дека на моја 5-6 годишна возраст моите ми купија автомобил на батерии. Не на батерии. Нели го возев низ мало, низ населба. Во тоа време тоа беше многу ретко, нели? Меѓутоа денес моите се шегуваат дека уствари секој во малото го возел тој автомобил, освен јас. И мајка ми денес наде каже, Јован, ти воопшто немаше афинитет кон коли и кон возење. Ама тоа говори дека си добра личност и дека си ги споделувал твоите лични предмети со твоите пријатели. Се надевам. Како беше прифатен од околината, од твоите соученици, од околината во која израснуваше? Сум имал специфични моменти кога станува збор за таа тема и многу пати сум говорел и на
други места, нели за тоа. Првично мислам дека би ти кажал дека имам поминато доста фази на тоа што денес го викаме булинг, особено во моето основно образование. Што станува збор за моето пелтечење, што станува збор за тоа што сум имал постари родители, тоест уште ги имам, нели? Едноставно сум поминувал некои по несекојдневни, особено за тоа време, затоа што сега е многу поприсутен, нели, булингот како таков. Меѓутоа во минатото не беше тоа случај и мислам дека тоа е и причината поради која што би кажал единствено дека моето детство се клизало, затоа што не. Како ги помина тие некои тешки моменти на булинг? Дали имаше некој кој беше тоа најголема поддршка? Како се носиш со тие работи? Искрено самиот со себе, јас не сум кажувал дома, например. Не сум сакал да ги загрижувам. Дали можеби ќе се променило нешто доколку би биле твоите известени за таквите работи? Па мислам дека не. Средината во која што живееме и денес е таква каква што е, нели? И затоа мислам дека правилна одлука и многу свесна одлука во тоа време уште, нели, била што не сум споделувал со нив од тој аспект нешта, затоа што мислам дека само би ги загрижил залудно. А всушност сам сум го поминал цел тој период и сега сум горд на тоа. Дали имаш некоја порака за младите деца што моментално преживуваат и се соочуваат со булинг? Дали имаш некој начин како може да им помогнеш, да не се осеќаат така? Дали треба тоа да го споделат? Кој е твоето мислење? Би им кажал дека не се сами, искрено. Секој од нас споминува некаква борба со себе, нели? И тоа е нешто кое што секој на автентичен начин го носи. И мислам дека дури не станеме горди на тоа што го имаме во себе, секој може да не исмева, секој може да кази врз нас, така што мислам дека би им кажал дека едноставно треба само да се горди на себе уште од мала возраст и да стојат зад себе. Ти имаш завршено психологија, од каде потекнува љубовта и желбата кон психологијата? Затоа што секогаш сум ги разбирал луѓето, затоа што секогаш сум бил психолог и по дома и во мојата домашна средина и со моите блиски уште од малечак, нели? Со моите пријатели и така натаму. И се учев за психологија затоа што знаев дека тоа е вистинското нешто за мене, од аспект на тоа дека емпатијата која што ми е фала му на Бога во огромни галони дадена, сакав да ја искористам за, нели, и за професија и така бидна уствари. Дали од денешна перспектива ти е полесно да ги прочиташ луѓето од психолошка страна, да видиш дали е некој злонамерен, дали е добар човек? Дали ти е полесно во тоа? Полесно ми е, ама мислам дека сепак на крајот од денот ги анализирам според енергија. И ги доживувам според енергија. Не ми е важно кој какво детство имал, кој како се однесува. Можеби тоа сум го правил порано во минатото, кога ми било уште ново, сум учел, сум студирал, сум се образовал, некако ми било интересно за да се испробам во тие води. А сега кога веќе го работам тоа, би рекол дека оценувам друг човек според енергија и тоа е тоа. Мислам, окей, секако дека психолошкото знаење стои некаде во позадина, нели? Меѓутоа, главно кај мене пресудува енергијата. А дали ти е потешко или полесно да влезеш во некој однос со некоја личност, бидејќи пак ја споменам, можеш полесно да ги воочиш тие одбранбени механизми или некои ситуации што стојат од психолошка страна? Тоа да,
Тоа да. Или некој ќе ти наштети, ти ќе си речеш, ај ќе му простам, знам бидејќи има причини позадина поради неговото однесување. Апсолутно. Апсолутно, дури мислам дека во последните 5 години, еве да кажеме, скоро и да немам некоја нездрава релација која што ми е зачувана во мојот живот. Скоро сите се здрави и функционални, затоа што тие што биле, нели, што би рекле ние пазарски фейк релации, нели, сум ги тргнал од мојот живот, просто затоа што нели, едноставно не ми се попаѓале нивните животни вредности пред се, да кажеме, а после и се друго. Јован, дали ти некогаш доживуваш некои непријатни ситуации и дали сам можеш да се помогнеш како психолог или тебе ти треба стручна помош од друго лице? Апсолутно ми треба стручна помош од друго лице. Секој психотерапевт има свој психотерапевт или има една реченица што вика дека секој психотерапевт има барем по двајца психотерапевти. Еден кој што е супервизор на неговата работа, а другиот кој што ги лечи неговите лични процеси. Во тој случај што ме прашуваш, нели, ствари. Така што не психолог сам на себе не планирам да изигравам. Едноставно сакам да друг ме погледне од друг аспект. Тоа ќе ти кажам, се случувало во првите години на студирање да си го правам тоа на себе. Сега искрено не ми се замана со тоа. Си одам на психолог, нели, кај мојот личен терапевт кој што нели со години е истиот, исто како нели матичен лекар и тоа е тоа. А дали ти во слободно време си психолог на твоите пријатели? Дали взимаат често совети од тебе, ти бараат помош, некои мислења? Да, со тоа што во последна година дена или кога ќе дојдеме до тој судир нели во разговор или знаат тие да кажат нешто како Иван, ние сме на психотерапија, или јас дам да кажам, извини, ама јас сум ти психотерапевт, можам да ти препорачам, нели, психотерапевт, ама јас сум ти, нели, пред се пријател, да, а не терапевт. Дали мислиш дека луѓето се доволно свесни самите за себе како битја? Или не се доволно свесни, живеат во некоја заблуда? Многу генерално прашање зависи културолошки, да бидам искрен, ама мислам дека ако прашуваш за наше подребје, нели, апсолутно сметам дека не сме доволно свесни битија, затоа што начинот на кој што ги третираме другите луѓе, начинот на кој што ги третираме животните, што за мене е многу важно, едноставно не е на задоволувачка нели, на задоволувачко свесно ниво. Затоа што едноставно треба повеќе труд, треба повеќе работа на себе, треба повеќе свесност за сопствените негативни особини. Да, ете многу луѓе се полни со гнев, омраза, вршат булинг. Што мислиш, која е причината и позадината позади таквото однесување? Лични травми, лични процеси, нешто незавршено, како психолог би кажал, замрзнати процеси, ние така ги викаме во психотерапијата, замрзнати процеси, нешто со кое што не сакаме да се соочиме, упорно бегаме од него и друг ни е крив, нели? Така што мислам дека во тоа е и главниот проблем. Да. Дали е табу тема се уште да се оди на психотерапија, на психолог по денешно време? Луѓето, знаеш како, луѓето се опуштаат на оваа тема, ама би кажал дека мажите се уште тешко нешто за да се убеди да се тргне на психотерапија, нели, најчесто и кога работиме со бракови, со парови, најчесто тоѓе прво, нели, женскиот пол, а нели, нејзиниот маж или партнер доаѓа од што мора.
Така што Зошто мислиш дека е тоа така? Дали мажите потешко ги искажуваат своите емоции, дали така се навикнати од мали нозе да се однесуваат? Да, зависи до воспитанието, но затоа што ме натереса да размислам на таа тема, би ти кажал дека уствари живееме во женски свет, според мене. Меѓутоа, во нашето поднебје, во нашата култура, во нашето општество, живееме во шовинистички свет. За жал. И мислам дека мажот кај нас се уште мисли дека ја држи моќта, го држи авторитетот, мисли дека знае секогаш повеќе од една жена. И мислам тоа не е секогаш случај, нели, да се огледам, меѓутоа тоа е тоа што го гледаме во пракса секојдневна. Така што специфична тема допре и тука би подзастанал. Добро. Сега малце да преминеме кон книжевноста. Твориш, пишуваш од твои 7 години и досега имаш напишано дури 7 книги. Од каде љубовта кон пишувањето, кон читањето? Стварно не знам. Не знам, само знам дека има една таква, нели, приказна дека кога сум почнал да пишувам, кога сум почнал да зборувам, нели, всушност, и сум почнал и да отворам. Барем така викаат моите блиски. И дека од секогаш ме бивало за пишување, дека од секогаш ме бивало за пишаниот збор, за проза, поезија. Мада со текот на времето сум сватил дека не сум баш по поезијата, а сакам да пишувам романи, долги прозни текстови, сакам да пишувам приказни, затоа што во суштина сум storyteller, нели, раскажувач, а не поет. Да. И така сега да пишуваш и фикција, кој што можев јас да истражам, дали тоа точно? Да, апсолутно, апсолутно. И сакам да пишувам и историска фикција. Во последно време сум нешто навлечен на историска фикција, да бидам искрен. Како малечок не сум сакал историја, воопшто. А од после како се јавува таа љубов кон историја? Не знам. Веројатно со време години во Истанбул. Нешто така. Да, Јован, дали можеби се сеќаваш на твоето прво напишано дело, дали го чуваш, дали знаеш што си напишал или некаде е изгубено? Ова до сега никој не ме прашал, а јас имав како малечок една навика да пишувам кратки прозни дела во мојата глава замислени како книги, романи, и ги давав, тоест ги испечатував и потоа ги принтав, ги давав на моите најблиски и тоа од малечок го доживував како моја книга. Всушност, пред реално да се издадам во 2013 година. Дали имаш во фиока многу работи кои се уште не се објавени? Многу. Имам, например, 7 издадени романи, ама имам уште 2 готови романи, имам многу поезија, иако не многу обожавам да ја пишувам, имам, нели, сепак, кога ќе дојде тој миг за да напишам, ја пишувам, не ја потиснувам. Ама зборот ми е дека, да, имам. Многу имам и завршени, и незавршени, и веројатно само го чекаат својот бел ден. Да, своето време. А дали има нешто што го имаш напишано, но никогаш не би го објавил? Што не би сакал да го дознае публиката? Што е нешто само за тебе? Па, да, има. Има и тоа е нешто кое што исто така е поврзано со моето детство и со некои мои други трауми кои што ги носам со себе, кои што, нели, за кои што уште не сум спремен да зборувам. Можеби никогаш ќе видат и тие, што би рекол тој бел ден. Да, апсолутно. Да. Дали сметаш дека луѓето во Македонија доволно читаат, доволно се образовани или сепак фали малку повеќе да се ангажираат, повеќе да читаат, повеќе да се доцираат?
фали искрено, иако свесноста за читање книги во последно време, зборувам во последниве години, многу има нели, многу се има променето на подобро. Меѓутоа, мислам дека уште не достига. Јас сум отприлика перфекционист. Јас многу сакам да кажам дека колку и да сме успеале да дојдеме до една точка во општеството, секогаш има нели уште и уште и уште. Да, има луѓе многу што читаат, што се образовани, јас пак ќе кажам, не сакам да звучам како феминист, меѓутоа повеќе читаат жени и повеќе работат на себе жени. Тоа е факт кој што нели јавноста не може баш да го расправа, затоа што тоа се факти. Си имаш пробано и во музичките води? Може нешто повеќе да ни откриеш за тоа? Да, сум тргнал да пишувам текст нели за музика и да се појавам како текстописец кај некои наши нели музички имиња. Не би рекол дека тоа е моја шолја чај, едноставно. Иако сум и музикален, како што кажав и пред малку, нели? Меѓутоа, убаво беше како искуство, едноставно. И не би продолжил тоа? Па, сега, би се пробал, нели? Ако нешто евентуално. Никогаш не биле никогаш. Да, exactly. Да, имаш изјавено дека ќе пишуваш додека дишаш. Дали е тоа точно? Да. Да, затоа што јас сум човек кој што вели дека каде да ме ставиш, било каде, во било кој општество, во било која средина, јас во било кој момент можам да ја изгубам улогата на психолог, на психотерапевт, ама никогаш не можам да ја изгубам улогата на писател, затоа што со тоа сум роден во буквално смисла на зборот, роден и сум многу горд на тоа. Покрај љубовта за Турција имаш огромна љубов и кон Прага. Дали си има нешто посебно случајно таму, од каде таа љубов кон Прага? Не, се нема ништо случајно посебно. Прага ја посетив пред неколку години и не ја посетувам толку често како Истанбул, фала Богу. Меѓутоа, уште кога стапнав, знаев дека ќе излезе таму некоја книга, затоа што Прага е таква, многу е котска, многу инспирира, многу е посебна и различна од Рим, од Париз, од Милано, од Мадрид, нели. Така што, мислам, и кнез заудно е викаат срцето на Европа. Така што, да, ми била инспиративна и поради тоа сум и напишал книга за тој град. Јован, дали луѓето те доживуваат како романтичар со оглед на тоа дека ти пишуваш? Како те доживуваат луѓето? Јас во приватниот живот сум романтичар, а во книгите не сум. Не е тоа малку контраверзно? Контрадикторно е, да. Не се доживувам ни јас како некој кој што сака да пишува романци. Не сакам нешто многу љубовни приказни да пишувам, некако ми е тоа многу за мој вкус говорам, некако многу ми е outdated, како застарено, нели? Мислам дека има многу други аспекти на светот што сакам да ги истражувам и дополнително да вметнам емоција. Ме разбираш, а тоа не биде само љубов и само љубов и само љубов. Од малку се имам уморено во моите тинејџерски години веројатно, читајќи љубовни романци и сакам да се посветам на пишување, како што пишува Елиф Шафак, како што пишува Орхан Памук, не знам. Од тој аспект би рекол дека... Си имаш презаситено неверојатно од романи. Да, а во приватниот живот сум романтичар. Да. Тоа значи неизбежен факт. Дали сметаш доколку си јавна личност и со некој публицитет е многу полесно да успееш во светот на творењето и дека можеш да продадеш многу повеќе дела, освен ако не си личност што не се бави со јавниот свет? Па нема правила искрено за
посебно говорам за книжевноста, дека нема правила, затоа што книгата како медиум, книгата како производ, или го наоѓа патот до читатели, или не го наоѓа. Се сложувам дека треба реклама, дека треба публика, дека треба нели поддршка од комерцијален аспект, меѓутоа не е нешто нужно без кое што книгата не би можело да преживее. Например, сум имал книги кои што сум многу сум се трудел да ги рекламирам, да ги форсирам од тој аспект, а сепак не успеале толку како некои кои што сум ги оставил природно да си го најдат патот. Да, пак ќе кажам дека помага, меѓутоа мене нешто особено не ми помогнал јавниот живот или мојата јавна персона во моето пишување и во мојата продажба на моите дела. Мислам дека тоа некогаш оди рака под рака, а некогаш не. Зависи. Јован, многу ме интересира твоето мислење за социјалните мрежи, за луѓето што се го представуваат својот живот на социјалните мрежи. Дали мислиш дека представуваат и живеат во некој лажен свет или не? Живееме во ера на виртуелен свет и живееме во свет каде што сакаме да се докажуваме на другите. И тоа е вообичаено. Мислам дека секој историски период нели во на овој свет носи своји различности, носи своји промени и спецификации. Ова е, да кажеме, таа различност на оваа доба за разлика од претходните. Ние сме обседнати со тоа да им се докажуваме на другите и да бараме валидација на било кој начин. До одреден степен смитам дека е вообичаено, нормално, оптимално, не знам како подруго да дадем збор, а од друг аспект смитам дека може да биде крајно токсично, затоа што гледаме луѓе кои што нели константно се компарираат себе со други и таму немаат и самодобрба. Така што мислам дека човекот во денешно време го представува својот живот може би не на еден лажен начин, ама дефинитивно го шминка, затоа што нашите животи во последно време се претворени во естетика. Ние само сакаме да ја задоволиме естетиката на другиот што не гледа, за да му се допаднеме. И во тоа, пак ќе кажам, има нешто нормално, а има и нешто што треба да се види на психотерапија. А колку твојот живот е вистинит на твоите социјални мрежи? Дали те го споделуваш во некои нормални гледни точки или дали си ти реален на твојот профил? Не ти го чекав ова прашање. Па би рекол да, како што и секој би рекол, нели? Вистината е дека јас шминкам, мислам, нели, слика, фотографија, видео, меѓутоа тоа за кое што сум најмногу реален и најмногу искрен и автентичен на моите социјални мрежи е тоа што секогаш директно, искрено и колку и да боли го кажувам моето лично мислење и личен став за било што. Дали било за политика, дали било за животни, дали било за, значи, немаш страх да си го изјасниш твоето лично мислење? Не, немам и мислам дека тоа е нешто автентично што може да се најде на мојот профил покрај мојата естетика која што нели е наместена, се разбира. И не се страмам да го кажам тоа, фала Богу. Јован, кој е кодот на твојот успех? Кој е кодот на мојот успех? Да се биде свој. Да се биде свој затоа што успехот не е сладок. Успехот не е успех. И на успехот не можеме да му се радуваме ако
не сме автентични на тој пат. Тоа е тоа. Јован, може да забележиме на твојот Инстаграм профил дека ти имаш и одличен усет за мода, имаш одличен стил, каде црпеш Фала ти. инспирација? Фала ти за комплиментите. Дали имаш некој фаворит што го гледаш, што те е инспирација за облекување? Не, искрено не. Дека следам одредени трендови, тоа е вистина, ама немам конкретен лик кој што би го издвоил. Меѓутоа, кога почнував да објавувам на Инстаграм, зборувам 2017-та, не знам ти колку години си имал тоа. 15. 2017-та. Во тоа време и уште има, нели, од тоа остатоци по медиуми, ме нарекуваат македонскиот Маријана Дивајо. Затоа што во тоа време го имав истиот стил како него, тврдно знаеш за кого зборуваме или, нели? Истиот стил како него во тоа време. Дали тоа те импонираш? Да, и tekako е комплимент, особено во тоа време кога еден лик како Маријана Дивајо знаеше да мислам е човек кој што е и tekako модна икона, нели? И да, ми ласкаше, ме импонираш како што би рекол ти. Само што ето со текот на времето некако се тргнав од тие етикети. И тоа што го носам, гледам само да биде автентично на мене, да ми биде удобна, затоа што и ти самиот знаеш колку модата е важно да е удобна, за да сме своји во неа. Што мислиш за брзите модни трендови? Како на пример? Па на пример некој тренд што ќе искочи, после сите се отсликуваат на тоа. Например, не знам, еден период беше многу ин да се прават, нели, пластични естетски хирурги, потоа некои шаблонки излезе, некој дизајн или некоја чанта, па сите сака да ја има, да ја купат. Јас сум против естетска хирургија. Против естетска хирургија, се извинувам. Не го осудувам тоа, фала Богу. Не сум во позиција да осудувам ништо. Се можам да разберам, па и тоа, нели? Меѓутоа, не е нешто што јас би го преферирал, затоа што мислам дека убавината на човекот се издвојува само ако е автентична и природна и своја. Додека се збор за брзите трендови, како што ги нареча, сметам дека и тоа е еден начин на не на барање валидација од други, меѓутоа на обид да наликуваме на други со цел да бидеме подопадливи. И како што знаеме, има случаи кога некој што не ги следи од трендовите знае да биде црната овца во една средина, во едно друштво, само затоа што не му се допаѓаат тие брзи трендови. Но сметам дека човек ако се слуша себе и да ги следи брзите трендови, е во ред. Само да се слуша себе и да биде, пак ќе кажам, автентичен на себе. Дали има некоја македонска јавна личност што ти се допаѓа нејзиниот стајлинг? Што е еднака највпечатлив, најкул? Па не знам, имаме многу убави жени во јавниот свет. Јас би рекол дека сега ми падна на ум, не дека сум ја многу мислел, меѓутоа ми се допаѓа Мија Костова, например. Иако има направено телумно, нели, естетски корекции, сепак е своја и во начинот на облекување, и во начинот на презентирање, и во начинот на кој што се носи со себе, така што би ја издвоил неа. Кој е милено парче мода, што не би можел да искочиш? Капот. Капот. Мене капот ми е моден фетиш.
А јас од секогаш сум сакал капоти и дома имам преку 20 капоти колекција, различна, мислам, нели? Секој што своја приказна. И не вредат многу по цена, колку што вредат по приказна и по тоа што сум го одбрал затоа што, нели, и имало некоја причина што во моментот ме натерала. Имам многу шиено капоти, имам многу... Од мојата обсесија со капоти датира уште од 2016 година и уште ги преферирам и едва чекам да залади всушност за да носам капот, да. Јован, сега се наврата малку назад со следново прашање. Дали некогаш низ твојата кариера си имал некои непријатни искуства, непријатни понуди на работното место од клиенти? Јас сум имал ето можам да издвојам една непријатна ситуација како психолог и терапевт, нели? И тоа се случува. Се случува, например, како што и на мене ми се случи во тој период. Клиентка со која што работев беше доста специфичен случај и со текот на времето како би кажал тоа да не звучи грубо, се обседна со мене и почна да ме следи насекаде. Тај од друг град, нели? Меѓутоа, се случуваше една таква непријатна ситуација што веројатно за мене од тој аспект е малку и травматизирачка. Се работеше за постара жена која што малта не ми спиеше пред врата. До тој степен. Така што апсолутно како и во секоја професија, нели, и тука има случај каде што може човек да се почувствува небезбедно. Јован, за твојот љубовен живот многу малку и ретко зборуваш. Дали може ни откриеш нешто повеќе, вака ексклузивно? Каков е твојот љубовен статус? Мојот љубовен статус е запатен, многу среќен, веќе многу години. Така што да, сум среќен, сум задоволен. Дури малку е непријатно да кажам дека може би животот од тој аспект ми е најпогоден. Ми е безпрекорен и ми е најмногу наместен. Така, терапевски да се изразам. Така што многу сум задоволен, многу сум среќен во релацијата и тоа е многу доволно. Што за тебе представува љубов и како ја гледаш љубовта во 21 век? Кај ме најде со прашањето? Како беше вториот дел? Што за тебе представува љубов и како ја гледаш љубовта во 21 век? Љубовта може да биде во било која форма. Сметам дека љубовта не бира време, место, локација, вера, религија, пол, раса. Апсолутно. Мислам дека таа тема за наше поднебие е многу специфична, меѓутоа љубовта според мене не само што не познава граници, туку мислам дека прескочувањето на тие граници, било какви да се, во името на љубовта, ја прават таа љубов многу по-бесценета, многу по-богата и многу по-вистинска. Така што јас многу често знам да кажам дека, например, мене, еве да кажеме, бракови од двајца партнери од различна религија, нели, верска припадност, мислам многу по-автентични од бракови од иста религија, например. Не само што
не само што пребродиле многу поголеми препреки за да стигнат до својата посакувана цел, туку и тоа е едно плюс богатство во таа заедница, нели, отпосле. Тоа е едно плюс богатство од аспект на тоа дека човек учи од секоја религија, од секоја вера, од секоја нација, од секоја култура, и ние сме еднолично општество, ние сме една палета на бои кои што една да тргнеш нема да биде цело. Многу луѓе баш поради таа причина, ете, од различни вери, од различен пол, имаат некој страф да искажат љубовта или да се со некој партнер, баш заради тие предрасуди и неприфаќање од општеството. Зашто мислиш дека тоа е така, што би им препорачал, советувам? Ако се работи за љубов, нели, тој совет е многу едноставен. Ако се работи за љубов, ништо друго не е важно. Ако се работи за љубов, било која жртва е достојна во рамките на разумот, нели? И било која препрека може да се надмине. Сметам дека се тоа дека кон другиот човек знаете и сте сигурни во тоа дека имате нешто вистинско со тој некој човек, мислам дека тука треба да заврши секоја дискусија. Така. Јован, каде се гледаш во следните 10 години и дали имаш некоја крајна цел во твојата кариера, што сакаш да постигнеш? Од писателски аспект, така. Би сакал да моите книги доживеат уште повеќе преводи и тие книги да бидат барем на балканско ниво или што би рекле XU, нели? На XU простори да бидат препознатливи. Иако би кажал дека најголемиот успех за мене искрено е секој еден читател што дошол, ми ја порачал книгата и ми рекол книгава ме остави без пиење. Мислам дека успехот е подеднаков со тоа доживување. Да, Јован, јас најискрено ти посакувам тие твои афинитети и желби да се исполнат. Фала ти. Да, јас искрено немам прочитано се уште ни едно твое дело, но после разговоров сум баш интригиран и баш би сакал да прочитам. Се надевам. Да, а сега ние идеме на една кратка рубрика Шик или кич. Јован како автор му спремив некои теми кои што он сакам да ми каже дали ги прифаќа, кои се неговите мислења за нив и да ми каже искрено што мисли. Прво имаме онлайн автори, односно луѓе што пишуваат ексклузивно за социјални медиуми. Кој е твоето мислење за тоа? Професија? Па дали е професија или хоби, некои што стриктно пишуваат на социјалните мрежи, како што се X, Facebook, Instagram. Во рета и го поддржувам секој начин на експресија, само да има да се зачува границата помеѓу што е книжевно вредно, што не е. Тоа е многу важно. Да. А следната тема ми е трилери и хорор книги. Добро. Дали ги читаш, твоето мислење, дали Хорор ги намешал? Хорор не читам и не би се заинтересирал за да пишувам искрено, ама психотрилери да. Нивот Баркли, Ахмет Умит, Себастијан Фицек, тоа ми е, да, може, мислам, апсолутно може. Да. Следна тема ми е модерна психологија. Како книги за самопомош, јас имам претежно, ова сега ќе го кажам вака прв пат, јас имам претежно ниско мислење за модерна психологија. А тие се баш модерни
многу во последниот век се на сите страни ги препорачуваат Да, како никоја само што сум почнал да ги почитувам затоа што гледам дека кај некои луѓе апсолутно палат и кај некои луѓе апсолутно им се од помош. Така што тоа е супер. А зашто тебе не се допаѓаат? Дали мислиш дека не се доволно поучливи тие книги или? Не, многу се поучни. Но сметам дека нудат многу брзо решение. Многу инстант решение. Како мисли позитивно и слично, нели? Процесите во психотерапија знаеме дека се многу поголеми и се многу подлабоки, се многу по раскошни, ќе кажам, од една обична мисла што може да ти го реши денот. Да, таа мисла апсолутно може да ти го реши денот, нели? Меѓутоа, сепак за подолго трајна промена кај еден човек, сметам дека психотерапија е неминовна. Апсолутно. Следно имаме аудиокниги. Јас не ги практикувам, затоа што се како ќе спадам многу конзервативен овде, ама јас не ги практикувам аудиокнигите, иако знам дека се практични, ама не ги практикувам, веројатно поради моето трпение. Сум трпелив човек, фала Богу, затоа што сум и психолог, нели по професија, меѓутоа некако со аудиокниги никогаш не се допаднавме, некако ако сакам да прочитам книга, сакам да ја читам јас лично во моја рака. Следната тема е баш тоа, дигиталните книги. Што мислиш за тоа луѓето што читаат на дигиталните апарати, како телефон, како таблет? Да пак ќе кажам, тоа ме изморува мене. Не знам од која причина, ме изморува едноставно. Јас дори не фатам книга во рака, мислам, нели, дури и книгите што ги имам дел во електронска верзија, кои ќе ме прашаат, нели, дали има за да ги прочитаат, јас секогаш ги нудам овие во почитаната верзија, нели, во нивната физичка форма. Така Јован, завршивме со оваа рубрика, сега идеме рубрика Топ 5. Јован, тука имам издвоено некои топ 5 автори, сакам да ми кажеш твое лично мислење за нив, дали имаш прочитано некое нивно дело можеби. На прво место е Коста Петров. Што го фати Коста Петров? Не знам. Од македонски автори? Да. Тој е на некој начин модерна психологија. Така што јас имам 4 негови книги прочитана. Ми се допаѓа неговиот стил и мислам дека одлично го прави тоа што го прави. Иако нели јас пак ќе кажам не би седнал да напишам едно такво четиво, ама ми се допаѓа. Најмногу би издвоил Нашето последно кафе. Јован, следно го имаме Лав Толстој. Лав Николаевич Толстој ми е омилен класик, и руски и светски класик. Јас му ги обожавам неговите дела. Ана Каренина, Смртта на Иван Илич, Војна и мир и така натака. Така што за Толстој немам зборови, тој е еден од постулатите на книжевноста. Следно ја имаме Ксенија Николова. Ксенија, нели, имам читано многу нејзини книги, мислам 5 или не знам колку и да се. Ми се допаѓа нејзиниот стил на пишување. Не е нешто, мислам, според нели моje разбирање некое, не е до не би ја класифицирал во тешка литература. Туку едноставно за сечи вкус, особено за женскиот пол. Следно ја имаме Елиф Шафак. Елиф Шафак ми е моја вечна инспирација, така што апсолутно 20 за неја, не само 10. И за крај ја имаме Мери Арсова. Мери Арсова е моја колешка од Антолог.
така што во овој миг ќе ја поздравиме. Миријарсова е гениална трилерџика. Ако некој сака да чита трилер од македонски автор, Мири е the one. Јован, ти благодарам за одвоеното време и за ова прекрасно интервју. А да ви се заблагодарам и на вас за одвоеното време што не гледавте до крај, што ја поддржувате нашата емисија и Hype Македонија и се гледаме наскоро во следна емисија.